Оваа година наградата Климент Охридски и беше доделена на докторката Аспазија Софијанова, председателката на комисијата која го одби барањето на малата Тамара за лекување во странство. Тогаш како причина за својата одлука, Софијанова ја наведе наредбата од горе. Ајде да погледнеме што е горе за Софијанова. Комисијата со која Софијанова председава ја формира министерот, кој пак е предложен од премиерот и гласан од пратениците во парламентот, кој е па составен од пратеници на партијата на премиерот. Па така, кога Софијанова вели дека не го спасила животот на Тамара заради наредба од горе, дали е ова исто горе кое што во вторникот и ја додели наградата? На истата бина, каде ја награди Софијанова, Груевски реши да говори за што друго, ако не за животот, за породот, за децата и мајките. Статистиката покажувала дека отежнувањето на процедурите за абортус и кампањата за трето дете ја завршиле својата работа. 2005 година беше најлошата демографска година во историјата на Македонија, со најмал фертилитет од само 1,4 деца по жена. Минатата 2014 година имавме 23.674 родени деца, со помала фертилна база. Тоа значи дека е зголемен фертилитетот. Тоа значи дека нацијата цвета, многу детни семејства насекаде, но може и подобро и секој треба да си ја одигра својата улога. Стапувањето во брак, родителството, семејството и бројот на деца е лична одлука на секој поединец. И тука нема дилеми. Ни треба пожртвуваност и љубов, а не погрешни вредности и отогјување. Секој да размисли за егоизмот и хедонизмот. Каде водат егоизмот и хедонизмот? Не, драги мои. Егоизмот и хедонизмот не се причината зошто жените не ќат да раѓаат. Во рекламите на Груевски, породилиштата изгледаат вака. Но во реалноста, во Гевгелиската болница само пред месец-два, двајца анестезиолози дрвопијани на дежурство убија мајка и нејзиното се уште неродено дете, затоа што прст не гледале предоко и не знаеле да спроведат проста тубизација на пациентката. Нормално, во Македонија може да испиете 2 пива и на пат на кај дома да ве запре полицијата и да ве казни со 500 евра, но ако сте анестезиолог, можете да испиете литро ракија, да се појавите на работа и да загубите ваша пациентка и при тоа да не ја изгубите ниту лекарската дозвола. Двајцата гевгелиски анестезиолози не добија ни задолжителна терапија за лечење од алкохолизам или пак да им дадеа некаква општествено корисна работа. Вратени се на работа на општа радост на сите во градот. Гевгеличанките никогаш не се чувствувале побезбедно во нивните раце. Но сите ние знаеме дека заклучоци не се носат на примери, туку на статистики. Да се подсетиме. Груевски вика добро ни оди. Значи скок во трето родените деца од 2677 на цели 3715 трети деца. Тоа се цели 1038 деца повеќе трети деца во семејствата, одошто пред 7 години. Ах, ти и бројките, ах. Океј, тоа се едни бројки. Ајде да видиме што викаат другите. Бројот на склучени бракови паднат. Бројот на разведени бракови кренат. Природниот прираст намален. Бројот на третородени деца расте, но бројот на првородените паѓа. Една главна статистика во однос на третите деца вели дека стапката на сиромаштија кај многодетните семејства е 53%, двојно повеќе од останатите, каде е 26%, што значи дека правењето трето дете двојно ви ги зголемува шансите да станете сиромаси. Или обратно,
Или обратно, seедно. Многодетните семејства и сиромаштијата се како јајцето и кокошката. Не можеш да одредиш кое дошло прво. Но она што е сигурно е дека во услови кога сиромаштијата расте, рекламирањето на трети деца е всушност повик кон сиромаштија. Да заклучиме. Презентирањето на едни бројки и игнорирањето на други релевантни бројки во статистиката се нарекува мамење, лажење, а кој лаже, тој краде и така натаму. Тоа е како да кажеме дека лебот поевтинил, ама само вчерашниот. Или како да кажеш дека народот стои зад власта, а само 27% од народот гласале за нив на избори. Но, гевгелиската случка не е единствениот пример каде е видливо лицемерието на многодетниот премиер. Еве да ги погледнеме неговите морални сидра во однос на жените и абортусот. Честито. Абортусот беше успешен. Здраво бебе кое можеше да порасне во прекрасно момче или девојка. Никогаш не се покајавме за нашата одлука. Не двоумете се, создадете повеќе детно семејство, тоа секогаш е вистински избор. Твојот живот им е важен само додека да се родиш. После лабаво можеш да се живееш со болести, сиромаштија, невработеност. Твој проблем, нив ги интересира само породот и тоа само на нашите. Впрочем, законот за трето дете од 2008 година беше донесен да важи само во општините со доминантно православно и македонско население, а не и за оние другите. А сепак иронично, бројот на породени македонки и понатаму паѓа и бројките со кои се фали Груевски се однесуваат на деца на немакедонски родители. Дали се сеќавате на затворањето на А1 телевизијата? Една од притвореничките беше трудна со компликувана бременост. Бараше да биде лекувана во домашен притвор. Што се случи со неа? Една од жените во притворот која беше бремена го загуби своето дете. Попладнево ургентно од притворот во Шутка била донесена на клиниката за гинекологија со обилно крварење како прва индикација дека нешто не е во ред со бебето. Пред 10 дена кривичниот совет одби да ја пушти бремената жена од притвор или да ја го замени со домашен, како што бара адвокатите. И додека смртта владее со реалноста, владата ни приредува ТВ и музички демохристијански илузии. Чукна и тој час за едно ново утро. Време за бебе, време е за бебе. Се давам за тебе и за нашите мали сонцадеве. А ја имам баш добро планче, да. Идеме на тројка да џариме станче. Мали платено душа да уплане. Но, не е се во рекламите. Еве, например, брачен пар со сите предуслови. Двајцата се вработени државно, плати преку 2000 евра месечно, со 4 стана во наследство, со баба што живее со нив да помага околу децата, со лимузина од 600.000 евра, со телевизорчиња на задните седишта, со масажери со сите тертипи. И пак не се одлучиле за трето дете. Ајде, премиере, идеме на петка, идеме! Ајде, вака. Третото, тројки да ти се паднат, па како и за другите, да си добиеш само една субвенција. Океј, да резимираме. Човекот кој посредно е одговорен за нелекувањето на Тамара, за спонтани абортуси во притвор на политички притворенички и за починатата родилка заради негрижа во Гевгелија, на секој празник ни држи говори каде децата се наше најголемо богатство и истовремено ја наградува соучесничката во неговите злодела. Зошто? Зошто само Софијанова? Па не застанувајте тука. Имаме и други заслужни. Зошто да не ги наградите и пијаните анестезиолози во Гевгелија? Никола, јас нема да ти се мешам како ти ги правиш твоите деца. Но во едно сум сигурна, дека децата не се раѓаат од субвенции и реклами,
туку од љубов, можности и среќни родители. Еве, например, како овие. Не, вика, јас сум едина на мајка на татко, не сакам, и другар вика, земи ја, вика, такси ти плечам, барактер ќе ти видам, нема проблем, вика, другар, ај. И му викат, баци, зема ја бегалка, му викат, ја ти плачам такси до гостивар. И овој, ајде да те земам и готово. Не знам, дечки, мое време кумот купуеше шпорети, телевизори, веш машини, некакви големи ствари, а денес гледам дека кумот плаќа такси до дома. Тоа е тој стандард, дечки, тоа е тоа. Тоа беше се за вечерва. Ајде сега сите дома, ја ќе ви платам такси, оке. До гледање, моја Македонијо, и остани ми многу детна. Чао.